Добре дојде во студио за Горан Јанев, член на Солидарност, антрополог, професор на Институтот за социолошки политичко-правни истражувања. Говориме значи за СОНК и за штрајкот кој се организира. Прецизната дата е, дефинитивната дата е 29 септември. Да. Од друга страна, СОНК и опозицијата велат власта дека врши притисоци врз СОНК. Каков тип на притисоци се вршат? Јас сум председател на синдикалната организација при ИСПИ и учествував на неколку состаноци кои што беа организирани како подготвителни состаноци за штрајкот. Мислам дека се започна со случувањата на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со неизборот во звање на тројцата колеги, во една многу чудна процедура, во која што имате, да кажеме, небулоза да подписник на рецензискиот извештај во кој што препорачува избор во звање и кој што е оштампано во нивниот, печатано во нивниот билтен официјален. После тоа истите тие подписници гласаат против својот заклучок писмен. Што се случило во меѓувреме да така драстично и радикално го променат својот став, не знаеме. И наведува на некакво си самоволие и предпоставам дека тоа е некоја последна капка што можеби ја прелеала чашата. Мерката беше можеби радикално од нивна страна како заштита на своите права со штрајк со глад. Правото за штрајк им беше оневозможено бидејќи биле избркани со обезбедување од работните простории каде што би требало да штрајкуваат. Па СОНК им понудил својата регионална канцеларија во Штип за да продолжат со штрајкувањето, па СОНК се приклучи, така да од мала работа, не е мала и не е неважна, прерасна во нешто повеќе, веројатно е некоја последна капка која што ја прелеала чашата. И во меѓувреме имате притисоци. Па јас од тоа што го слушам колегите, значи оние што се најизложени се најбројното членство во СОНК, тоа е Синдикат на образование, наука и култура. Најбројно членство се луѓето од средно, основно и предучилишна возраст, образованието. И тие ги трпат најголемите притисоци. Притисоците се одвиваат во она што го слушнав од колегите таму што зборуваа. Пред се оние што се договор на дело, значи немаат крајен договор, треба да се подпише за почеток на новата школска година, значи тие договори се одлагаат и така натаму. Значи имате една ситуација на злоупотреба на она што се нарекува во општествена теорија прекаријат. Значи тоа не е пролетаријат, туку привремено вработени, тие ги немаат сите исти права како привремено вработени, нормално дека се не се целосно заштитени во системот и СОНК на некој начин се реши конечно да стави крај, бидејќи ова не е од вчера, не е од лани, не е од минативе 8 години, тоа трае со години. Образованието е несредено и се дозволуваат такви притисоци. Зошто така се дозволуваат? Веројатно затоа што може да се има политички влијанија. Директорите ги гласаат градоначалниците се донесени од партиите на власт. Да, ги гласаме непосредно, не се знае како води целата приказка. Така да сега тие притисоци се најповеќе во смисол на губење на работно место, губење на позиции, го имаат во раце механизмот на екстерно тестирање, со казни и со награди, со некакви си паушално одредени 20% ќе бидат наградени, 20% мора да бидат казнети, значи и да нема доволно лоши, ќе најдат доволно лоши за да може да префрлат пари за средства за оние што се покажале толку многу добри као наставници. СОНК, значи тие барања ги сведува да екстерното тестирање, да кажеме, биде да важи за учениците, дали постигнуваат еднакво знаење, дали е воедничен системот, каков е методологијата на работа и такви работи, а не да биде казнена мерка за наставниците. И сега, ме интересира околу излегувањето, дали воопшто ќе излезат наставниците, например, ако владата донесува закон со кој ќе бидат сменети наставниците кои ќе штрекуваат. Тој закон испаѓа дека е всушност огромен цивилизацијски чекор назад. Ако правото на штрајк е право изборено со крв и со пот, со илјадници и на илјадници места луѓе што давале жртва за да се изборат за работнички права. Влада сака со еден закон преку ноќ, нормално парламентот не е само машина за гласање закони, сакаат со еден вонредно на брзина донесен закон по кратка постапка да го легализираат штрајк-брехерството практично. Тука тие ќе се судрат, ја не знам како мислат да го изведат тоа до крај во реалност. Штрајкот е закажан со време, директорите се барале списоци на оние што ќе штрајкуваат за да може да знаат кого ќе ме заменуваат. Не знам од кого ќе заменуваат, бидејќи да кажеме ако одат преку нормалниот принцип на вработување преку агенции за вработување,
агенциите за вработување во законот за нивното работење во член 11 го забранува ја забранува можноста да агенција за вработување обезбеди работници кои што би служеле како штрајк брекери, како пополнувачи на работното место на оние кои што се решиле да штрајкуваат. И со што ќе се соочи тогаш власта, вели дека ќе ги почитува законите за кои говорите? Ако ги почитува, веројатно не ќе може да го направи тоа од една страна, од друга страна смешно образложението за целиот закон, бидејќи се прави за да не се прекине наставниот процес, образовниот процес, што е целта тогаш на штрајкот ако не прекина, значи industrial action, така се вика на англиски, прекин на работата, за да работодавачот се освести да претрпи штета, материјална и од секаков друг вид, за да се освести дека работниците веќе не може да го толерираат, да толерираат состојбата во која се наоѓаат. Значи идејата да се тоа се премости на некој начин е апсурдна, мислам. Значи всушност се соочуваме со поништување на право на штрајкување. Во конкретниот случај на конкретната категорија луѓе во земјава образовни работници, но зашто да не утре и за другите сфери? Да, секако. Мислам, ако им се може, им се може. Да. СОНК бара од председателот Иванов всушност да не го потпишува овој закон. Да, когашиот коментар еден поранешен професор на универзитет. Па видете, сега не само председателот Иванов да го потпише овој закон. Не дали тој поранешен, тој се уште значи по вокација си е човекот професори искача од образовниот систем и од научниот систем на оваа земја. Не знам, мислам политичките одлуки се друга игра, или друго ниво на решавање, но многу позагрижувачки да кажеме дека на штрајкот нема да се приклучи високото образование, бидејќи најголемиот број на единици од високообразовните институции, на оние кои што се членки на СОНК, не сите се членови на СОНК, и не сите образовни единици, односно департмент, само на одсеци, на машински факултет, електрофакултет, тие не се членови на никаков синдикат, нив не им треба синдикат, они заработуваат добро. Значи, и сега, значи, тоа е една работа, друга работа е дека мноштвото на синдикални организации од високото образование не се приклучило на штрајкот и тие нема да штрајкуваат. Штрајкот ќе биде само средно и основно образование. Зошто? Има ли причина? Веројатно им е добро. Јас не знам, Билјана, веројатно им е добро. Мислам, веројатно им е добри услови работни, имаат, им се свиѓаат новите законски одредби, веројатно. Во кои се укина автономијата на универзитетот меѓу другите. Многу мерки кои што се наметнати како владини политики се наметнуваат директно, се прелејани во закони и мора да се применуваат, значи вие морате да ги почитувате и има, сега да не навлегуваме, не сум ниту пак правник да член по член одиме, но се укинуваат многу аспекти, многу хоризонти на таа автономија се смалени. Зошто академскиот свет молчи? Онаму каде што во цивилизираниот демократски свет го крева гласот, би требало да не сме толку стари, ама не сме ни толку мали. Памтиме едно време кога се користеше збор опортунизам и конформизам како негативна критика. Тоа доаѓаше во едноумието, во еднопартискиот систем. Не беше едноумие, беше еднопартиски систем. Бидејќи дури во тоа едноумие се критикува, во тоа еднопартиски систем имаше мноштво на гласови и се беше критика кон оние што се опортунистички, кои што не ќе да преминат линијата, кои што се држат стриктно до линијата на партијата, значи општеството се развива и се менува и се прилагодува. Ние како активни творци и дејци во општествениот живот имаме право да реагираме, некогаш сме во право, некогаш грешиме. Но вашиот глас е важен. Важен е гласот. Сега колегите од високото образование, мноштвото, значи велам во цела република, тие не најдодат да сходно дека треба да се приклучат на штрајкот, да се солидаризираат со колегите од Штипскиот универзитет, да се солидаризираат со луѓето што им ги воспитуваат, веројатно имаат деца, претпоставувам, не им ги даваат на поклон да ги чуваат или не ги потпишуваат, докато така не се тоа некои пластични фигури, тоа се деца кои што одат во училиште, тие треба да се свесни дека има огромни бројки. СОНК, видете, тука СОНК ја испушти топката. СОНК е веројатно исто мастодонтска застарена хиерархиска организација, која што не знае да комуницира ни хоризонтално, ни вертикално. Ни внатре во СОНК имаме добра комуникација, немаме многу информации, значи ова се повеќе претпоставки, размислувања, сознанија од страна што собира човек. Значи внатре е лоша комуникацијата, лоша е комуникацијата кон јавноста. Нема никаква, значи овој штрајк нема никаква изготвена никаква стратегија за комуникација, со членство, со нечленство, со јавност, со медиуми конечно, со медиуми, така, за да ги искомуницира проблемите зошто се свикува штрајкот. Сега вие немате симпатии. СОНК е цело време чекор назад, власта цело време удира прва и за да ударите, така да се на ринг.
Тоа е друга, мислам не е друга тема, иста тема е, но тука се покажува ушенешка на дело. Власт е брза, итра и ги задава првите удари и СОНК е збунет. СОНК не знае како да реагира. СОНК прети со 30.000 членство. Би било добро да го издржат во солидарноста сите членови на СОНК, да овој пат, иако мене ми се чини, би оценил слабо организиран штрајк, слаби се подготовките и внатре во СОНК и надвор кон јавноста. Многу е битно да јавноста дознае дека има огромен број, са не знам, затоа велам, не сум добро подготвен, бидејќи СОНК не е подготвен добро со информации. Има огромен број на негувателки во градинките, кои што ги згрижуваат наши деца во претшколска возраст, кои што се на договор на дело по 4, 5, 8 години и повеќе, кои што примаат 5, 6, 7 илјади денари плата. Да. Ако тоа е плата, бидејќи ако плати превоз, немаат право на надомест, на дополнителни трошоци, значи тие доаѓаат таму доброволно, чуваат групи над 30 деца и така натаму. Значи само ако појдете од тоа е доволен повод за штрајк. За средното и основно образование најмногу галама дигаат наставниците за дополнително оптеретување со подготвување на тие тестови, губење на време, значи губење од нормалниот тек на образовниот процес за да се подготват децата за тие тестови, за тоа тестирање кој што стана фамозно, кој што се наметнува веќе со години, не знам зошто некој се решил дека така мора и го форсираат и го тераат. Иако имаат отпор од членството на мислам од самите вработени во образованието, а високото образование се повлекува и ретарира целосно затоа што веројатно им се е многу добро. Може да ви дадам личен пример колку е се толку многу добро. Мојот институт нема средства да ме плати на конференција меѓународна. Од Министерството за образование и наука не може да поберам такви средства и јас бев сега во Талин, не се фалам да го кажам пример, на Европска асоциација на социјални антрополози, организирав панел, работилница, трошоците патни за престој за исхрана додека си таму се сврта негде околу 1000 евра. Тоа е да кажеме една како ќе му дојде околу 6000 евра годишна ми е плата, тоа гледарка треба да дам да тоа ќерка ми ќе има 1000 евра помалку на располагање оваа година, бидејќи татко се изглупирал да отиде на меѓународна конференција, да се запознае со колеги, да комуницира, да организира панел, да разработува теми научни и така натаму. Ајде околу солидарност се најавува можност за партија, самиот Здравко Савевски, првиот човек на солидарност, најави таква можност. Добро, солидарност е, јас ја гледам солидарност како платформа на идеолошки сродни поединци, кои што се здружени со идеја и цел да допринесат за освестување, подкрепање на свеста за работнички права, социјална правда, бидејќи живееме во доба на раздивен, не само кај нас, здивен неолиберализам, кој што подразбира дека има едно правило дека пазарот се ќе регулира. Не е баш така во животот и во општествата, не познам такви општества кои што така функционираат добро. Значи, целта на солидарност е да послужи како платформа за делување на луѓе со сродна размисла. Во рамките на нашето делување нормално се појави размислување и за потреба од нова политичка партија, зашто не би се организирале како платформа. Јас секако нема да се приклучам во политичка партија, ќе им помогнам другарите понатаму на промовирање на идејата, основната идеја за општество со фер односи, со порамномерна распределба на имотот и така натаму, бидејќи сме земја каде што социјалното расслојување е со рекордни стапки. За поздравување се сите успеси и помаци на економски план земени како економскиот раст. Како економски раст во земјата, но во исто време се среќаваме со огромен растеж на сиромаштијата и најтрагично од се, дури да немаме толку многу колку што имаме сиромашни, дури да немаме толку многу невработени колку што имаме, да не навлегуваме бројките Завод за статистика или Агенција за вработување како ги манипулира, но да се задржиме на податокот дека сме земја со најбрзо растечки и со најголема стапка на социјална расслоеност, на разлика помеѓу најбогатите и најсиромашните. Значи тоа не може да биде среќно општество. Не знам кој е среќен.
во својот Мерцедес, ако покрај него има човек што со главата во контейнер. Сегашен пензионер или поранше припадник на средна класа, можеби. Апсолутно. Вчера објавивме една сторија, нашата репортерка Славица Филиповска беше во едно основно училиште во Аеродром, каде што се пее за партијата, значи партија може ќе се веројатно избрзана искачањето во јавност, информацијата ќе се формира партија. Идејата е таму се размислува, значи не дека утре ќе се формира, за месец дена ќе се регистрира, било што треба се работи на создавање на предуслови, да се стекнат симпатии, за идејата, да се стекнат симпатии за размислата, дека е потребна нова опција која што малку полево и малце по-радикално би ги гледала промените во општеството, кои се неопходни да се наметнат, за да се дојде до по-рамномерно, по-рамноправно и по-еднакво, по-изедначено општество. Да, праведно општество. Значи, по-праведно општество, се разбира. Значи, тоа да се дојде не е едноставно, и тоа не е дека сега утре на следните избори ќе истрча некаква се, не знам како би се викала, дали со исто име и со друго име, некоја социјалистичка партија, левицарска, која што ќе застане полево од СДСМ, да се застане полево од СДСМ е неопходно и мора, бидејќи СДСМ се покажа дека не се доволно леви, тие кокетираат и со левите идеи, и со централистички, и со популистички, и со националистички, ако ме прашате мене, и имаат промени да се го најдат својот курс и време е подобро за Македонија што побрзо да се позиционираат, бидејќи ВМРО јасно се позиционираше како конзервативна партија, дотидоа до небулози, до некакви си забрани за бракови за истополови бракови, прашање кој што никој не го беше потребно дека они не го наметна и така натаму, го диктираат темпото на конзервативната агенда која што замислиле дека треба да ја возат, увезена или измислена од нивните глави не знам, но СДСМ не е добар партнер да го прати тоа како вистинска лева партија, туку цело време игра со некакво си членство, со симпатии, со патриархални си некакви вредности. Треба да застанат јасно и гласно да кажат која е нивната лева позиција и бидејќи тие тоа не го прават веќе упорно со години наназад, не знам од кои причини, идеолошки не се профилираат до крај, веројатно е време да се појави некаква си од таму размислувањата и во солидарност, значи солидарност не најавува утре партија, солидарност века постои опција да се здружиме и на тоа политичко ниво. Така да, тоа е тоа. Добро. Околу веќе најавив, значи вчера имавме репортажа, сторија за пеење на химната во општина Аеродром, кое на време не подсети на некои давнешни времења, можеби во времето на Тито имало вакви пеења на химни или во време на Сталин, или денеска можеби има во некои други земји. Како го објаснувате овој феномен? Јас не се сеќам на времето имавме кога не застануваа како пионери, па стоевме пред знамето. Имало патрони празници и така натаму, тогаш да се пееле химни, се дигале знамења, но овакво униформирање на диверзитетот, на мноштвото што го имаме во оваа земја, да, ќе кажете тоа е национална химна за сите, но ја знаеме ментално да состои без симпатиите кон мононационалниот концепт кој што го форсира владеачката партија. Мислам дека повторно се појавува, мислам, види, ту пак ќе се соочиме, јас не знам каде се тие родители, зошто се построиле децата и стојат, зошто ги носиш 15 минути понадица, кој ќе ми нареди мене, како ќе однесам ќерка ми да стане наред? Можеби ќе го изгубите работното место. Па сега не знам, ако сите отидат, значи сите ќе изгубиме работното место, цело време е таа приказка. Можеби ќе најдат замена за вас. Можеби, значи сите сме заменили, значи можеби сите ако како во штрајкот, значи, така може ве заменат и за секогаш. Не знам од каде другарите, што јас се приклучив на солидарност од малку од покасно. Не знам од каде ми идејата за тоа да се крсти таа организација, тоа здружение, тоа движење, левичарско движење Солидарност, но токму солидарноста е она што е најдефицитарно во нашето општество. Колегијална солидарност, солидарност со посиромавите. Обезпреварените, солидарност со секој до вас, солидарност и солидарноста подразбира, а пазите, без солидарност што сме волци, животни еден кон друг. И во тоа се претвараме. Ние имаме тој процес на ерозија на општествените вредности трае, веројатно од промената на системот наваму. Никој не ни кажа, влеговме во транзиција кон што? Никој не ни кажа како ќе изгледа тоа. Никој не ни кажа што напуштаме, кон што ќе одиме. Искочите од овој брод, препаклете се во овој. Каде, како? По пат ни испопаѓаа луѓе, ни се исподави од бродот во брод. Немирно море, така ни се случи, распад на Југославија, распад на економски систем, распад на политички систем и ние немаме се уште матрица за нови вредности. Доколку химната предпоставува некој е тоа што ќе биде врзивното ткиво
за да ние повторно го поставиме ред и поредок општествени. Но и да го пренајдеме националниот идентитет кој е изгубен, за кој велите по патем. Не може да биде изгубен. Националниот идентитет, да, се проблематизираше, ние имаме сега силен удар од страна на ВМРО, значи еде го музејот, изградија цел музеј со најдугачко име на свет, кој што зборува за жртви од комунизмот, исто контрадикторно истиот тој комунизам ја создава македонска држава 44-та година. Има дебати дали била создадена 44-та или била 8 септември. Па нека дебатираат, е нивни проблем. Мислам тоа е навистина не знам како да го кажам, тотална неписменост и дилетантизам. Не можеш да зборуваш дека си станал држава само од која си независен. Спикерот на парламентот го кажа тоа. Секоја чест на неговото ниво на познавање на општествените факти и појави околу него. Да не збориме за историски факти. Значи, Македонија како држава е создадена која што била членка на таа федерација. Дали ќе била таа федерација, конфедерација, цврста федерација, унитарна или не, тоа било прашање на решање во твоето поредок. Но Македонија тогаш ги добива сите научни институции, тогаш ги добива национални институции, со еден збор. Да. Па и нивното описменување и нивната свесност за какви македонци се или не се, е преку тој систем. И тој, во тоа едноумие ти развивали идеи. Значи, ВМРО се појави 89 декември, кога се регистрираа партиите со законот на Југославија. Не се распадна, насилно ради меѓу националните борби, односно меѓу државните борби меѓу Србија и Хрватска и Босна како колатерална штета и Словенија при искачањето. Но Македонија во тој процес, како да кажам, ние некако бланко ја добивме независноста, па не знаеме да ја цениме доволно ниту тој момент, но не е прашањето дали ви во тоа едноумие, значи имало можност за македонски национални идеи. И самото формирање на МАК во рамки на бивша Југославија, самото регистрирање на тие партии во рамки на бивша Југославија, самото искачање на ВМРО на првите парламентарни избори и огромниот број на гласови што го добија, тие беа победници всушност како единечна партија со свој најголем број на гласови, ви кажува дека таму немало некакво си едноумие, немало тортура на умот, за да луѓето немаат право да размислуваат малку поинаку. И размислували, тоа се покажа на дело. Денеска, со ова состојање на бечиња од прво, второ деление да пеат химна, има, значи тоа се нарекува во теоријата банален национализам. Майкл Билик ја вози таа теза за банален национализам, кај што преку такви мали чинови секојдневно ви влага под кожа и ве индоктринира системот. Да, го зема примерот за Америка, токму книгата е пишувана за Америка и тоа е истакнување на знамји и така натаму. И знаеме кај води. Зар сме ние среќни со американскиот империализам? Зар некој го поддржува отворено американскиот империализам и интервенциите војни кои што ги прави низ светот без да праша никого? Со пренебрегнување на Советот на безбедност, тој не би можел доколку не е потхранен дома од тој банален национализам. Значи, милитантноста, агресивноста, арогантноста, таа произлегува од тоа кога градите национален идентитет, не треба да градите шовинистички идентитет. ВМРО, историското, во сите своји устави и определови, тој цело време, прва точка му е автономија на Македонија, втора точка му е борба против сите видови на шовинизам. Шовинизам е кога мисли дека вие сте подобар од другите, како народ, по нешто, по некое право, не знам по кое право, бидејќи кој од нас е чист. Споменувајќи ги народите, а не народот, македонскиот народ. Околу, говорите и за национализмот, глорификацијата на античките херои, имате ревизионизам на историјата, имавме прилично дебати во последно време за Ќосето, кој е Ќосето, дали бил касап, дали бил масовен убиец и така натаму. Ви имате неколку научни трудови, можна значени за тоа што се издадени во странство. Токму околу овој проект национализам, Скопје 2014, како го нарекувате, етнички национализам, етнократски национализам во еден од трудовите? Па видете, од осамостојање наваму, етницитетот стана главен маркер на општествена диференцијација. Нажалост. Никако, значи, со ништо не сакам да имплицирам дека не е во ред да се има етнички партии, можно е, мислам, апсолутно е тоа некаква потреба да се артикулира таква политичка опција. Проблем е што не се јави ни една политичка партија, ни лево, ни десно, ни централно, не знам како се викаат, која што би успеала да обедини на основа на својата платформа, програма, работа и делување,
да ги обедини сите жители на оваа земја под своето не знаме, него под свое крило, односно под да ги освои симпатиите на овој народ. Не мислам тука на македонци етнички, мислам на сите што живееме во оваа земја. И тоа е всушност, имам пишувано за Скопје 2014, но кога работе својата докторска теза, морав нормално да погледнеш историски наназад и доста, да не сум историчар, доста исчитав за тоа како се пишувала историјата и кој ја пишувала нашата историја и кој пишувал за наша историја. И победниците ја пишуваат во принцип историјата. Тоа да, но проблем е што ние успеавме да паднеме во замката да се обидеме да го копираме моделот. Значи зборам за 60, 70, 80 времето на владењето на комунистичката партија, се обидовме да го пресликаме моделот на пишување историографија како србите, грците и бугарите. Прво пред нас се во приказката влезени, второ со многу повеќе ресурси, со многу повеќе располагање, значи човечки ресурси, материјални ресурси, со истражување, со позиционирање по светски универзитети и така натаму. И најтрагично од се, што влеговме да играме со нив, да играме истата утакмица која што не ни одговара бидејќи немаме ресурси за таа игра. Најлошо од се е што не само прифаќањето на тој принцип, туку што изградивме крива слика за тоа што било македонското национално ослободително движење. Тоа пред се било еманципаторско социјално движење. Не е само, значи најбанален пример е Крушевската република, не е само тоа Кресненското востание, прогласот до Берлинските конгреси, реакциите на Букурештскиот договор. Постојано секаде. Кога год ќе се формира тело револуционерно, тоа во себе вклучувало и албанци и турци, каде што може и каде што биле комшии, каде што живееле заедно. Значи ние историски, нашето ВМРО историски инклузивност, инклузивно, да. Токму тоа. Ова е клучниот збор, ова што го рековте инклузивно. Ние сега градиме општество базирано на принципи на ексклузивност. Да. Химната е тоа. Реакцијата на сонг е тоа, или си со нас или си против нас. Значи ние имаме постојано цепење по тие линии, или прифаќаш или си против. На едната страна, на левата страна ги имате албанските споменици, на десната страна ги имате античките херои. Видете сега, значи тоа не Скопје 2014 може би почна малце порано, отколку што ние сите го лоцираме временски. Скопје 2014 веројатно започна со позиционирање, мислам, како најкрупен чин, секако и највидлив, нажалост, е оној метален конструкт што сјае навечер од врвот на водно кон Скопје во облик на крст. Тој крст не може да биде, тој по сите канони на црква е поставено во некаква си контрапозиција на било што би требало да биде црковно правило поставување на крстови. Значи тој единствена символична намера има да зрачи идеологија, христијанство или не знам што, или да провоцира и иритира околина која што е нехристијанска во овој град. Некој тој христијански како таков не е објект, тој не е свет објект, тој е световен, мислам, тој е секуларен објект, тој е секуларна политичка интервенција во јавниот простор. На тоа ние немавме јавна реакција. Луѓето не се побунија, го прифатија да им има една реклама на 103 и бачемо опна крст на Скопје, значи сега сме гроб. И си прифатија сите молчешком. Следните интервенции во јавниот простор се некакви приватни пари и средства, некој скулптор кој што на некој донатор му се допаѓа, па почнавме да гледаме споменичиња на мајка Тереза, па некои голуби, па не знам што. Вон некакви регулации. Скопје 2014 е целосно вон законска регулација. Скендербек, пред да биде Скопје 2014 најавен како проект, Скендербек споменикот е повторно вон секаква законска регулација. Има закон за споменици и споменични обележја во Република Македонија, кој што предвидува една работа во нашиот power sharing механизам, значи механизам на делење на власта, на моќите, односно превенција на мајоризација наспротив малцинските групи, но ние немаме малцинство во земјава, ние имаме група која што не е во мнозинство, така е флоскулата, бидејќи малцинство било навредливо. Тоа се ситни политички поени, нема политички поени на албанските, да кажеме, лидери, политички лидери. Велат дека не се малцинство заради тоа што се можеби повеќе од 30%. Ма тоа нема демагогија, да се разбереме, значи кога само го менувате како место еден збор користите цела реченица да го дефинирате истото, тоа е само значи демагогија, продавање која што проаѓа. Можеби со други мерки, не е важно. Она што нас ни се случи е воспоставување на етнократски поредок. Две етнички елити
се сретна, се судрија малку, нормално ќе се судираат, малце повише глумат колку се судрени, бидејќи се проаѓа на една и на другата страна. Се си минува и си проаѓа. Инсистирањето на знамето албанско, знамето македонско, споменици албански, споменици македонски, џами, цркви, камбанери и оџи со разгласи, целото тоа е дел од символичка поделба на пејзажот, на територијата. Значи, вие имате звучно обележување на територија, вие имате визуелно обележување на територија, значи вие имате маркери на етничка територија во срцето на еден град кој што со векови функционирал како мултиетнички, мултикултурен, како сакате крстите од секогаш. Но хранењето на национализмот е неопходен. Токму во ваков тип на проекти, што велат критичарите или некои од странските медиуми дека станува збор за шизофрен проект. Па не знам, шизофрен, зашто? Пријако ли е тоа? Не знам што мислам тој што кажал шизофрен. Јас мислам дека денеска, значи имате учебници, конференции, семинари како да се има инклузивен урбанизам, како да се има урбанизам за интегрирање на заедницата, како да имате урбанизам кој што јавниот простор ќе го преуреди и уреди на начин да најде простор за диверзитетот. Да им служи на граѓаните. Значи не само етнички диверзитет, не само религиски, социјален. Секаков тип на диверзитет. Ако ти можеш да запалиш джипи да се качиш на планина, посилам авиот за да оди во природа, треба да оди во парк, треба да го одведеш тој парк, во тој парк треба да има клупа. Значи социјалната компонента на диверзитетот, на различноста треба да се има на ум. Ние поделбата што ја правиме сега вака насила од горе надоле, во обележување на јавниот простор, да тоа е нешто ново, тоа е аргументот, ново се гради, па што е битно се како изгледа, важно е да е ново, джиш, колку чини не е тоа важно. Значи, многу од тие аргументи се гола вода ми некој прашат и не држат никаква аргументација. И да ни се срамиме од историјата, еден од аргументите на власта. Видете, значи нема што да се срамиме да не се срамиме од историјата. Срамот е ова што дека сме потомци на Александар. Ова е, значи ќе употребам, сега ми го одложуваат употребувањето на мојот главен збор. Градбите во некаков си неокласичен барокен стил, да кажеме, и сите тие скулптури во некаков си скулптурален реализам кој што би требало да е одлика на тие времења, на тие стилови, е архитектонски, историски фалсификат. Како што е фалсификат, да кажеме, плаошник. Не можете од бетон и од армиран бетон да градите црква која што е средновековна црква. Таа се знае како се гради, со камен, со малтер од јајца и така натаму. Процесот е подолготраен, помакотрпен, но ако веќе правите реплика, направете ја како што треба, немојте да зидате во бетон. Значи, тие фалсификати, археолошки фалсификати, архитектонски фалсификати со стиловите што се наметнуваат во Скопје, кои што никогаш не биле присутни. Значи Скопје кој што сега се гради, никогаш не постоело, измислено Скопје, така се замислил некој дека Скопје би требало да изгледа како стар европски град. Зашто да изгледа? Ние имаме основен проблем. Од тие учебници во бивша Југославија што ги читавме, копирајќи ги соседските националистички проекти. Ние го омрзнавме турчинот. Ние го омрзнавме османскиот период. Да, точно е при распадот на Османската империја има многу баши бозук, безредие, беззакони и така натаму, и луѓето го памтат нормално што не се во меморија. Но имаме исто така во литературата се користи пак Отомана 5 века мир, 5 века благосостојба, 5 века функционирање на овие простори. Но и архитектура и од социјализмот и од комунизмот. Токму тоа сакам да кажам. Не е само прашање. Едно имате да се срамите, едно се срамите од отоманското минато, градите ѕид, видлив ѕид кој што вие крие, позади ги крие минарињата. А сакате на топорите црква на ивица од калето, да го обележите како христијанско повторно, и сега не со право како реагира и што реагира. Другава страна, пошто имаме нели страни овдека, пошто сите се паметни и умни и агресивни и јаки во наметнувањето на своите ставови, и ни се случува тоа што ни се случува, конфликти и конфронтација, која што не ве Боже, некој да му текне дека стварно треба да однесе работата до крај, може сега полесно него 2001. 2001 отпорот беше кон конфликтот, кон за можноста за завојување беше многу посилен. Ние веќе сега имаме 2001-2014, веќе имаме генерација деца кои имале 5-6 години, кои што беа плашени паѓање кај бабите на одмор преку лето, пошто се приближи фронтот до Скопје. Сега тие деца се малце понервозни фраерчиња. Сега малцина е многу поише и кај албанците граѓани се криени по подруми и така натаму. Тие веќе имаат војна траума. Ние со војната траума која што на тој
фингиран милитантен театар си носи психолошки последици кај населението, наместо да го омекнеме тоа, наместо да најдеме начин и модус да изградиме интегрирано општество, ние се што правиме со овој етнократски поредок, кој што се манифестира во јавниот простор, преку проектот Скопје 2014 и од другата страна Скендербек плоштади и такви глупости, мислам глупости се сите заедно, бидејќи се пред се трошење пари, бидејќи немаме атмосферска канализација, немаме услови за движење низ град, немаме велосипедски патеки. Основни услови некакви. Да, немаме градски услови, они привлекуваат странски инвеститори со хомофобија и со никаква инфраструктура културна или забавна или социјална или како јавен простор, значи не можете вие да изградите еден, сите го викаат Дизниленд, мене ми е глуп тој збор, ама ајде нека биде историски Дизниленд. Ја го викам историска книга во 3D, обид за историска книга во 3D, со наредени се тие споменици, и не можете вие на основа на тоа да привлечете некој, не знам од која компанија, да каже мене ми ќе биде убаво Скопје. Добро, вие рековте, ајде објаснете го ова, молам, некој замислил веќе вака да изгледа Скопје. Кој е идеологот? Ма не знам и не ме занимам. Значи, јас сум антрополог. Мене ме интересира микроанализа. Значи, во општествените науки имаме квантифицирање, кое што е најсилната страна на квантитативни методи, социолошки обично, и квалитативните методи. Квалитативните методи се базираат на работа со помал број на луѓе, подолг период, со подлабинско наблюдување. Она што јас го гледам е дека нас, значи мене ме занима малиот човек, не ме занимаат, не сум направил интервју, сум можел да побарам, не сум ни побрал интервју со никој од тие што се можни идеолошки или не знам какви творци на проектот Скопје 2014. Мене ме занима последицата од тоа врху луѓето кои што го живеат просторот. Така и почнав да размислувам Скопје 2014, кога го најавија како проект, односно уште пред да го најават, кога најавија некакви се споменичиња 1-2 Александра Македонски ваму таму, само не се виѓа споменичиња. Да, добро, кога ги најавија. Да. Јас само си размислував како би ми било да сум од другава страна на Вардар, нели така збориме, и треба да поминам преку плоштадов, како ќе се чувствувам јас, со што ќе се идентификувам тоа јас. Или треба тоа да ме индоктринира мене до толку да јас тоа го прифатам. Сега ќе ти кажам еден пример од моето истражување. Седам во едно турско кафуле, малецо кафиче, служи пиво, ефес пиво, само тој учршијата и скапи му е, учествува станашот старата чаршија, и нели таа испрекршена визура и на нивоа, не е рамна, и од една точка така фино се гледа малце плоштадот, се гледат визурите на плоштадот. И го прашувам сопственикот на дуќанот, човек во негови 50 на години, се гледа градски мангуп, како да кажам, искусен човек, и со многу така директен и малски речник ми објасни пар ствари во смисол, ќе парафразирам, морам бидејќи некој било вулгарно да го кажам пред јавност. Вика, кои се тие што се решиле да ми кажат мене како изгледа Скопје? Моето семејство е овдека 300 години. Јас сум учаршијава, ова малово, никој кај што не доаѓа, за инат. Оти сум тука 300 години, никој нема да ми избрка. А тоа што го прават таму тие доле, ќе им се утри од глава. Не е важно дали е македонец, албанец или турчин. Да. Значи, најголемиот проблем на Скопје 2014 е што немаме никаква комуникација помеѓу граѓанството и одлуката да се подржат толкави средства и на таков начин да се измени сликата на градот. Некому му текнало, не знам кој е, некому му текнало да го видоизмени градот. Срамота е, ќе остане за секојаш. Еден пријател ми кажа, архитектурата има само една врлина, таа не знае да лаже. Срамота е еден ден, кога ќе се свртиме назад и кога ќе видиме дека ова Скопје сега што го добиваме е Скопје кое што е изградено за 5 години низ самоволен, значи самонаметнат чин на изградба и видоизменување на градот. Град кој што најжално од се не е плукање по комунизмот и не е плукање по таа идентитарска, безидентитарска архитектура, како што нарекуваат модерна архитектура, која што окрашеше Скопје после земјотресот. Најголема срамота е што се плука во лице на сите кои што со солидарност му давале средства од свој джеп на овој град. Секој работник во бивша Југославија двоил 2% од својата плата за да Скопје биде изградено. Во Скопје стигнаа милијарди
средства за да Скопје се повторно дигне од никне. пепелта. Да. На тоа да плукнеш затоа што ти идеолошки не се согласуваш со тоа е само недостаток на елементарно домашно васпитание. Тоа е недостаток на основна човечка емпатија. Да мислиш дека си пред сите, над се, подобар, поумен, помудар и да можеш најлошо од се да ги извреѓаш сите тие што се обиделе да го направат Скопје тоа што е Скопје. Пораснавме во тоа Скопје, никој не сме ни ништо не ни фали, нити сме они се пораснати во тоа дезидентитетско Скопје како идеолошки убер македонци. Не разбирам од каде има комплексот и фрустрацијата дека тоа било без идентитет и Скопје. Скопје имаше стара царше и тогаш и сега, па беше умрен на 15 години, па сега живна од кога почна да го одвојат Скопје. Нека се прашаат зошто. Тоа е одговор на граѓанството. Ја мислам дека тоа е одговор на граѓанството. Значи има многу теоретичари, десерто, да не ги бројам, географи, Стив Пайл и така натаму, кои што зборуваат дека многу често преку просторна анализа не ви треба вас дискурсното ниво, ви се свиѓа, не ми се свиѓа. Од милион причини ќе ти кажат да, не, многу, срам, не ме новија, супер, браво. Нема да го знаете вистинскиот одговор. Вистинскиот одговор е како се користи просторот. Просторот е жив, дотолку луѓе го користат. Од многу луѓе, од идеолошки причини сум слушнал во име на отпор, не одам низ центар. Па што сте постигнале? Што сте постигнале? Да им го огадите центарот на вашиот град на толку ваши граѓани. Во право сте, сега имате мнозинство на гласови и така имате право да биде изгледа градот, затоа што вие сте сега на моќ, па ќе дојде утре да го рушат, такви мавети слушаме. И што е сега тоа? Значи, зар има една малецка земја со 1001 друг проблем, побитен момент отколку ова? Или уметниците не одбиваат да влизат во Златниот театар, например. Па, видете, значи, ајде и тоа, значи, едно по едно ако земете да ги разглобувате, сите тие проекти, мислам дека ќе дојдете до идеја и сознание дека е тоа малце збрда здола, дека тоа нема да го издржи тестот на времето градителски. Значи се слушаат приказки за пумпи постојано уклучени во она што би требало да биде архив, уставен суд и археолошки музеј бидејќи доле шиба вода од Вардар или од подземни води. Гледаме вреките песок покрај театарот, архивот. Значи кога се гради по стандарди. Архив си има една намена, археолошки музеј си има друга намена, театар си има трета намена, си има потреба. Архитектурата не е само шминката и фасадата. Срамното, неписмено, јас не сум архитект, но ќе кажам неписмено разбирање на архитектурата, дека преку лажна фасада ќе промените изглед на град, тоа е промашај. Значи, апсолутно незнање индустриализам. Они во овој нивни фасаден национализам, кој што е таков мејкап, козметички национализам, буквално, значи они просторот, затоа ви велам, кажува многу повеќе и политиката кон просторот, и изгледот на просторот, и користењето на просторот. Тоа е комплекс на повеќе работи кои се наслужуваат, при анализа кои ќе ги отворите, ви кажуваат многу состојби во општеството. Значи имаме моќ, која што наметнува како ќе изгледа градот, имаме моќ која што вака или онака наоѓа средства за да се изгради тоа, не ги слуша другите, не сака да ги послуша, да се вратиме на сонг. Не ги слуша, не смеа да сгрешат, за ништо не грешат. Значи јас, приметивте, не го искористив нешто името на партијата која што е на власт овие години. Јас не сакам до таму да отидам во покажување со прст. Кај нас политиката е персонализација на се. Се е ад хоминем, секој напад е директен. Сега јас ова што го зборам, а јас сум непријател на владеачката партија. Пак не го потребувам. Предавник, веројатно. Не знам зошто не се размисли дека има и критички гласови кои што не ве критикуваат затоа што ве мрзат или затоа што мислат дека сте глупи или дека сте незрели ако се покажувате како такви со вашите постапки, туку ви укажуваат дека можеби вашите постапки се глупи и незрели. Застанете малку. Зошто е проблем да се комуницира? Зошто е проблем да се комуницира со стручна јавност? Зошто е проблем да се комуницира со јавноста воопшто? Зошто критичкиот став треба да биде сватен како непријателски став? Зошто создаваме постојано непријатели кај нас помеѓу себе? Во комшилукот дискурсот ни е таков, дома ни е дискурсот таков, помеѓу себе во таа етничка македонска заедница која што се обидува да изгледа како хомогена нација преку пеење химни, дискурсот ни е таков. Значи, зошто се инсистира постојано на ексклузивност? Има една прекрасна книга со еден од најдобрите воведи по тоа прашање, Grammars of Alterity, граматики на другост.
од Гингрич и Бауман, антрополози, едни од австријски, други од холандски, односно германски започина во Холандија, кои што велат вака. Значи, бинарен дискурс, ваков, онаков, спротивставување, антагонизам, агонизам, сето това, кој ќе го сведете као граматичка структура дискурсот на јас сум во право, ти си издаица, тоа се случило прв пат историски на голема сцена за време на формирање на Третиот рајх. Тоа возможува обесчовечување, обесправување, демонизација, дехуманизација на вашиот непријател. Тој може да заврши во затвор, тој може да го снема, тој може да изгуби работно место, тој може да биде отстранен, тој може да не е тука, вас нема да ви пречи, бидејќи тој веќе не е дел на заедницата. Тој веќе не е подобен член на вашата заедница. Вие исправните, или барем тие што молчите од страв дека сте соисправните, нема да ви се случи ништо. Како и професорите кои одбиваат да штрекуваат од високото образование. Ништо нема да им се случи. Многу им е добро, супер им е, веројатно, така да нека потврдат они се знаат како им се свиѓаат промените законски, што добиваат со тоа, какви услови имаат за работа, колку се способни да се такмичат на светскиот пазар на идеи и на научна размена. Веројатно, најде, пак се враќаме на ексклузивност. Можат така се решаваат бидејќи така им се може, бидејќи сите овие критериуми треба да наметнат повисоки, да кажеме за високо образование. Би требало да наметнат повисоки стандарди за работа за да добиеме поквалитетно образование и поквалитетни резултати. Смешно се прави тоа. Два аспекта се. Едно е перспективата жабја, од која што цело време ги посматраме работите, на ова малецко островче изолирано, кој што се гради како изолација, значи само изолацијата на Македонската академија не е почната од моментална власт, да. Значи тоа е конформизам на академската средина. Што ќе се мачи сега, ќе идеш по конференции, по конгреси, тоа е скапо, тоа е напорно, треба пишеш реферати, треба пријавиш апстракт, па ќе те одбијат, па нема те примат, па ќе пратиш текст, па ќе ти го вратат. Па треба година дена трае најмалце процедура, па во врвни часописи по 2-3 години се чека на ред да ти искочи одобрен пейпер дојка ти искочи во јавност. Значи што има да се мачат они се тоа локално, ќе се направат сега тука меѓународно списание, ќе се направат тука меѓународна конференција, они ќе се функционираат. Значи тоа е едниот аспект зашто ќутат, затоа што има ни добро вака. Они ќе се најдат да го измрдаат законот и критериумите. Ќе прогласат меѓународно списание, ќе се објавуваат сите таму, заврши муабетот. Тоа што никој нема да го чита, ни една библиотека нема да го нарача, тоа е друга приказка. Критериумите што се поставуваат таму исто се небулозни. Значи, не знам дали British Journal of Sociology има петорица кои што се членови на редакција, кои што не се енглези, ама знам дека е најпочитуваниот социолошки журнал на свет. Или да не регулирани часописи амерички или така натаму. Значи не знам дали се интернационални според критериумите на овие, а се најпрестижни и најбитни. Понатаму, импакт фактор. Импакт фактор часописи се во медицина, математика, физика, општествени науки, импакт фактор. Да се живи и здрави тие кои што ќе успееме да објавиме или не знам што. Значи, нема такви журнали, значи половината журнали најпрестижни, Journal of Royal Anthropological Institute, можеби еден од најстарите на светот и најпрестижниот на планетава, нема импакт фактор. Му барав таму Томсон Ројтерс, не му пише импакт фактор. Гледав на Америкската асоциација AAA за список на записи со импакт фактор. Journal of Men, како што се викал порано, Journal of Royal Anthropological Institute, нема импакт фактор. И сега што правиме? Сега правиме, можеби вие утре би го изгубиле работното место токму заради тоа што немате импакт фактор, заради тоа што не ги исполнувате овие критериуми. Да, они не ти дале пари за книга, они не ти даваат пари за пристап кон електронски датабази, они не ти даваат пари за патуваш на конференција, они не ти даваат пари за и да ги исполнуваме критериумите. Во ред. Најголем проблем е што во тој изолационизам што се создава, луѓето си се снаоѓаат како во секоја бара. Како во секоја бара. Најдоле има еден сом кој што ќе направи 300 кила. Да. Па има некои други штуки, па има не знам што, сите што си ловат во матнот, си функционираат и понатаму. Проблем е што во таа бара вие имате само еден затворен екосистем. И во него не вирее се. И веројатно не сакаме општество кој што ќе вирее се, не сакаме општество кој што ќе комуницира со цел свет, кој што ќе биде врзано со цел свет, така натаму. Да. Тоа е главниот проблем. Благодарам што бевте гост. Молам, фала.